Во организација на Македонско-хрватското друштво Тетово, викендов на Попова шапка се одржува Кроакадемија, на која присуствуваат учесници од 4 градови од нашата држава. Во рамки на Кроакадемијата присутните покрај заедничката дружба и уживање во убавините на шара имаат можност да слушнат интересни презентации и предавања на различни теми. Утринава нашата екипа беше во посета на Кроакадемијата, а присутните во состав на агендата предвидена за денешниот ден, најпрво преку видеопрезентација, се запознаа со активностите на вработените и учениците во гимназијата Фран Галовиќ од Копривница, Република Хрватска. Директорот на гимназијата заедно со уште 2 професорки од истото училиште преку Еразмус Плюс програмата се во посета на Тетово, а на покана од членовите на МХД денес гостуваа на Кроакадемијата. Ја ќе представити своју школу, свој град, представиću Еразмус активности наше школе и настојат се приближит младима из Македонија. Овде смо на Еразмус проекту кој развијамо са средњом школом из Тетова. Хвала форуму младих и Македонско-хрватском друштву да могу да представим свој град, своју школу и овде надам се да будемо размиенили добра искуства. Предавање пред присутните конкретно за самата организација околу доаѓањето на папата во Скопје во 2019 година одржа директорот на Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи Даријан Сотировски. По паузата и интерактивниот квиз на дневниот ред пред учесниците се најде и предавањето на историска тема од страна на професорот по хрватски јазик Марко Павелиć. Meni je izuzetno zadovoljstvo biti ovdje, pogotovo zato što pokazuje se jedan kontinuirani interes upravo mladih i konkretno srednjoškolskog uzrasta i nešto starijih, već fakultetskog uzrasta, njihova nekakva međusobna opet i suradnja i druženje i evo koje je iznjedrilo ovaj prekrasan, ja bih rekao, manifestaciju, ovu akademiju i po svemu što se ovdje vidi, mislim da je to na jednoj jako lijepoj i pristojnoj razini. Evo možemo, mislim, vidjeti i po ovim lijepim uređenim banerima na jednoj Popovoj šapci i meni je pogotovo to lijepo vidjeti kao nekom nastavniku koji je došao iz Hrvatske, zato što sam evo prvi put ovdje u ovom prostoru i veoma jedno lijepa i atmosfera i mislim da ćemo i puno naučiti kroz samu akademiju i kroz predavanja koja će se ovdje održati i pogotovo mladi da će puno toga naučiti, pogotovo srednjoškolci i da će vidjeti, kako da kažem, različita predavanja na različite teme pa na neki način i možda će ih nešto zainteresirati, zaintrigirati pa da ih usmjeri u budućnosti. Кроакадемијата беше отворена вчера, а ќе трае се до утре, кога ќе биде заокружена со доделување на сертификатите за учество. Од Македонско-хрватското друштво велат дека ваков едукативен настан организираат за прв пат, но не ја исклучуваат можноста и во иднина да се реализира со оглед на заинтересираноста кај младите. Оттаму додаваат и дека активностите од ваков вид се одлична можност за презентација на хрватската култура, историја и традиција, а истовремено и размена на нови искуства и создавање нови пријателства.